Blizu 150 земјоделци од Светиниколско добија земјоделско земјиште. Половина од договорите се однесуваат за закуп до 3, а остатокот за закуп над 3 хектари плодно земјиште. На 20 од нив договорите за закуп денес лично им ги додели министерот за земјоделство Трајан Димковски. Овие два огласи за доделување на државно земјоделско земјиште ќе придонесат за зголемени обработливи површини и производство на земјоделски производи, за поголеми приходи за земјоделието и секако за отварање на нови работни места. Конкретно, според склучените договори за јавниот оглас над 3 хектари ќе се овозможи и отварање на околу 50 нови редовни работни места, а исто толку и сезонски. За земјоделците ова е можност за проширување и унапредување на дејноста која за нив со генерации е единствен извор на екзистенција. За мене овој договор ќе значи многу за мојата фарма. Имам план за проширување на производство, имам договори со странски фирми, сега со задоволувањето на потребите од површини, мислам дека ќе ги задоволиме потребите и на домашниот пазар и фирмите што се ни договорувачи од странство. Особено голем поттик доделувањето на земјиштето е за младите земјоделци, кои покрај многуте предизвици одлучиле да останат на нивите и да се занимаваат со земјоделство. Со овој договор е стимул за да се продолжи производството. Овчеполието е една од најплодните региони во источниот дел на државата, па од тука помошта за земјоделците значи помош и за општината. Јас како градоначалник на општина Свети Николе сум презадоволен од целата онаа аграрна реформа што се спроведува во нашата општина, бидејќи токму Свети Николе уште еднаш докажува дека е најземјоделски крај во нашата држава. Подпишаните договори се однесуваат за доделени 1006 хектари државно земјоделско земјиште. 206 од нив се однесуваат за договорите до 3, а 800 за закуп над 3 хектари. Подпис на договорите до 3 хектари ставија 86 земјоделци, а за над 3 63 светиниколски обработувачи на дел од плодната овчеполска земја.